Библиотеката Искра во соработка со амбасадата на Руската Федерација и почесниот конзулат на Руската Федерација во Битола денеска организираа изложба под наслов «Документи за македонско-руски односи». Изложбата ја отвори директорката на библиотеката Данута Ананиева, а за содржините на истата зборуваше Бера Анастасова, раководител на роднокрајното оделение. Денес во изложбената просторија на библиотеката е поставена уште една изложба донесена од амбасадата на Руската Федерација. Изложбата е со наслов «Документи на македонско-руските односи» и е поставена на 20 панои, а на посетителот му нуди голем број на податоци за македонско-руските односи од 9 век се до осамостојувањето на Република Македонија и периодот по 1990 година. Изложбата започнува со фрагмент од Описменах или за буквите, трактат на Црноризец Храбар за начинот на создавање на првата словенска азбука од Свети Кирил и Методи. Потоа следува орнамент од Остромировото Евангелие од 11 век, руска редакција, печетот на Охридската архиепископија од 16 век е прикажан, па потоа следуваат документи и фотографии од воспоставувањето на руско консуларно представништво во Битола во втората половина на 19 век до 905 година, фотографии и документи од работата на македонските дејци Крсте Петков Мисирков и Димитрije Чубовски во Санкт Петербург, документи од пред и за време на Втората светска војна. Ова изложба прв пат е прикажана 2004 година по 10 годишницата од установувањето на дипломатските односи на Руската Федерација со Република Македонија и после 2009 е проширена за 3 панели, последните 3. Највеќе што сакам да ви потенцирам е тај почетниот дел на кој разбира руски малку повеќе да го погледа, дека дипломатските преписки и овај извештаи на руските амбасадори од овај конзули од 1861 па наваму, во сите извештаи ја спомнуваат нашата држава како Македонија. Изложбата е поставена во библиотеката Искра во Кочани и е дел од програмата на манифестацијата Кочани град на културата.